Уште 11 дена трае јавниот повик за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште кое е во државна сопственост, а се наоѓа под оранжерии и помошни објекти кои се во функција на оранжериите, како и стопански двор во функција иста. Со овој јавен повик, сопствениците на оранжерии ќе имаат можност да го купат земјиштето на кое се наоѓаат оранжериите, а кое во моментот се наоѓа во државна сопственост. Со повикот се овозможува купување и стекнување на сопственоста врз земјиштето, а со самото тоа им се дава можност и за вложување во инвестиции, кредитирање, користење на ИПАРД програмата и други можности. Со оглед на тоа дека оранжериското производство е извозно ориентирана гранка, инвестирањето и модернизирањето, како и зголемувањето на производството е клучно за конкурентноста на оваа гранка. Потенцираме дека особено во документацијата е важно проценката за вредност на земјиштето да биде направено од Бирото за судски вештачења. Затоа, до крајниот рок, кој истекува на 18 август, а тоа е следната сабота, ги потсетуваме сите сопственици на оранжерии кои се заинтересирани да го откупат земјиштето, да го запазат рокот. Воедно апелираме до сите заинтересирани да достават комплетна документација. Ова е важно за комисијата да постапи навреме и да има што поголем број на прифатени понуди. Цената на земјиштето се утврдува според методологија за процена на пазарна вредност на земјоделско земјиште во државна сопственост, под оранжерии и објекти кои се наоѓаат во функција на производството. На јавниот повик може да аплицират сите што имаат легализиран објект во функција на земјоделско производство. Да кажеме дека ова е прв јавен повик. До крајот на годината планираме да објавиме уште 2 јавни повици. На овој прв јавен повик, според наши проценки, очекуваме некаде до 40 на понуди да стигнат, а инаку само да напоменеме дека до овој момент имаме 2 пристигнати понуди. Она што сакаме да го кажеме дека ова е еден нов бран на водење на политиката и стопанисување со државното земјоделско земјиште и ова е првиот чекор. Ќе ги согледаме искуствата и следното што е планирано да се започне со продажба на земјоделско земјиште кое се наоѓа под лозови насади, односно долгогодишни култури.